прво треба да ја знаат работата. Значи секако да започнат со таа работа што перфектно ја знаат. И дури ја работат, цело време да додадат нешто од себе, цело време да додадат нови идеи, да бидат отворени на критики, на соработки со луѓе. Значи, не може еден да биде перфектен. Ја почнав сам во овој бизнис. Еден од моите најомилени кафулиња во старата Скопска чаршија, Мола, која нуди најубави кафиња на кокос, смудиња, џусови, милкшейкови и све поред. Добар ден. Добар ден. Здраво, Јасин. Здраво, Аги. Како си? Било ми е добро, супер. Денеска дојдов да пијаме едно кафе со тебе, да разговараме околу твојот занат за правење кафе. Ти си една од новите генерации кои дале различен тип на душа во старата Скопска чаршија. Малце си излегол, да речеме, од таа класична слика на кафињата во чаршија. Како започна твојата приказна? Мојата приказна започна во време на пандемија. Значи, пандемијата беше за секој тежок период, не знам, депресивен, не лесен за секој човек, за психата на човекот. Но за мене баш тогаш, не знам, ми беше некако имав доволно време за да одвојам за себе, да почнам со некој спорт и така натаму. Зошто баш Мола? Што значи Мола? Мола значи на турски нешто како пауза, кратка пауза. Тој збор се користи повеќе во кошарка, како нешто time out, нешто така. За мене е Мола pit stop. Значи, супер. Кратко. Да си седнеш, да се напиеш нешто и да се отидеш, знаеш. Каде го зема занаетот за правење толку уникатни кафиња? Искрено, занаетот или оваа работа ја научив како мал. Прво не се наоѓав себе си во оваа работа. Искрено идев само колку што да не бидам дома и така нешто да се работи. Со тек на време почнав да ја засакам и онака ми стана, не знам, дел од животот. Ја и не пиев кафиња претходно, не знам. Така почна целата таа церемонија. Полека најде како баш, зошто баш во Скопската чаршија? Искрено, луѓето во свое мало, да кажам, се наоѓаат по-опуштено, по-нарад, релаксирани. Да. Ја баш пред да отворам тука нешто, седе во чаршија цело време. Значи еден од твоите најомилени места. Да, искачам цело време сум во чаршија и си викам, окей, сега да се најде нешто слободно и некаде добро место, па да се почне со работа. Тоа се деси баш во време на пандемијата. Значи, во време на пандемија некои бизниси некој паѓа, некој раста. Да, и така натаму. Јас во тој период, пиејќи кафе, седејќи со друштво, си најдовме така слободно време, друкјано, она. И се деси тоа, нешто да се отвори. На почетокот немав ни идеја како ќе изгледа, што ќе биде, али од толку слободно време, доаѓаат идеи, се мисли околу работата и така. И се започна во краток период, во време од 20 дена. Да се отвори кафичот, да се направи менито, да се најдат столици, маси и така натаму. Наоѓав, имам другари, пример, со многу поразлични бизниси. Имам другар што работеше тоа време со коли, мајстор за коли, нешто така. Ја му барам, брат, донеси ми треба шмиргла, донеси ми бурмашина и така натаму. За да не отидат повеќето од парите на мајстори, на други работи. Значи, моле, не влегол во овој дукан.
Значи се тие си го направил само во помош на твоите пријатели. Секако, да. Дали имаше поддршка од другите чаршиски, да речеме, комши, колеги, занечи? Да, секако они беа многу окей на почетокот, пошто знаете како ова улица немаше кафич, беше онака, нели, златари, ташнар, не знам, и сребрара некој и така. Так. Ја мислам дека додадов некој контраст тука во сето ова, некој мал контраст со различна боја на дуќан, различна тенда и различен стил на кафе. И може луѓето тоа го засакаат во краток период, знаеш. Така си мислам, зашто и ме интересен овој кафич на луѓето. На почетокот мислев само ја да видам среќа, тоа што го сакам тоа да го направам. После тоа почна и луѓето тоа да го засакаат, пример, не е нешто, не го кажуваат ова моите најблиски, значи доаѓа човекот, не ни го знам, не е битно, хубаво. И ти дава некој коментар, нешто убаво за твоето место и така натаму. Тоа ме прави мене среќен, знаеш. Да, јас мислам дека и рефлектира тоа што го правиш и луѓето го приметуваат и често имаш и туристи. Да. Што викаат туристите за мола? Они, не знам, прво може би го наоѓаат пред да дојдат, нели, како секој турист, пред да си дојде во таа земја што ќе патува. Истражува, бара нешто или не знам. Може таму им искача, пошто и некој може им кажува, ете, тука отидете си, тука има добро тавче, тука има добар кебаб, пица и така натаму. Може и за кафе кажува дека тука има добро кафе и така. Кажи ми, од каде се научи да правиш толку добро кафе? Ретки се тие, според мене, што прават добри кафе. На почетокот ја не знаев ништо околу кафето, искрено ништо не знаев. Завршив со школа, имав 18 години и почнав Вујко мете така ме викна, ајде да не седиш дома, кој дојди тука ќе работиш во еден ресторан. И така си отидов. Ја искрено и на почетокот, да видам искрено, не ја сакав ова работа. Значи само работев затоа што, не знам, ни треба пари, бевме нека тесна ситуација. Само за тоа почнав оваа работа да работам. Може и се срамев. Не се срамев тоа што го правам, туку се срамев дека, не знам, Имале поголеми очекувања за тебе? Да, нормално, како секој родител сака, нели, своето дете да не работи како келнер и така натаму. Само ја го правев тоа на почетокот, само дека имавме потреба од некоја поддршка на моите и така. Дали беше чирак како мал во кафулиње? Да, секако. Значи, сум работел и пред тоа. Сум бил некој помошник на нешто, сум носил пакети и кутии, не е битно. После тоа почнав нешто да работам, земав неколку плати, ми беше интересно. Знаете, пред тоа татко ми даваше пари за искачање, за не знам, за јадење, пиење и такви работи. После тоа ја почнав сам, нели, ќе си имам пари, не ми треба. Си имаш свој бизнис? Да. И доработев таму почнав и да учам, значи цело време учев. Така го сасакав овој бизнис, оваа работа. После тоа дојдов учачија, значи ја и кога работев на друго место, ја доаѓав учачија цело време. После работа или преку ден, тука се наоѓав. Како дојде до толку креативно мени со различни кафи? Знаете како? Луѓето може се навикнати на некоја комфортна зона или нешто така и само се едно исто се пие. Пример, во чаршија, окей, разбирам, окей, чајот, не знам, турското кафе, боровница, лимунада, се ова окей, знаеш. Ова и се го има во скоро сите кафичи, кафулиња, чајџилници. Јас сакав само нешто да додадам, значи нешто што ќе биде плюс, значи ќе го има и ова во чаршија, може и само во чаршија ќе го има ова. Така дојдов до идеја да направам нешто со кокос, пример, тоа беше полн погодок, како го викаат.
буквално почнаа луѓето да доаѓаат само за тоа, само за да пијат кафе во Кокос, во чаршија или во мола. Така. А кафето го сакав што тој период кога почнав да бидам во самиот бизнис, да работам цело време. Верувам дека тоа и влегло во твојата потсвест и веќе, нели, работејќи си се изградил. Да, и јас самиот веќе осеќав дека ја веќе можам нешто да направам сам, знаеш, и се уверив дека веќе сум спремен нешто сам да правам, сам да работам, сам да отворам и така натаму. И го направив тоа, радосен сум, среќен сум. Нели, на почетокот имав и некои дилеми дали ќе биде, дали ќе, пошто нели парите не се заработуваат толку лесно. Ја и за оваа работа не сум подигнал некој кредит, задолжување и така натаму. Тој беше еден долг период што собирав пари, ситни пари почнав да собирам само да стигнам до нешто што го сакам, да го направам тоа што го сакам. Значи, ова ви го кажувам, значи не сум идел на одмор за да одвојам некои пари за мојата идеја. На вистина мотивирачка приказна. Не знам дали е мотивирачка, само за мене на почетокот беше нели малку тежок период, ама окей, радосен сум. На крај ете бидна тоа што го сакав. Среќен сум, не окей. Што би им нарачала новите генерации што сакаат да земат занаат на соправање на кафе и да додадат некои нели понови идеи? Да бидат само сигурни во тоа што го знаат. Прво треба да ја знаат работата. Значи секако да започнат со таа работа што перфектно ја знаат. И дури ја работат, цело време да додадат нешто од себе, цело време да додадат нови идеи, да бидат отворени на критики, на соработки со луѓе. Не може еден да биде перфектен. Ја почнав сам во овој бизнис, али цело време земав идеи. Ти си ми пријателка, сама ми имаш кажано дека треба ова, не знам дали да го кажем, ова може да го стратите, али ми имаш кажано дека доаѓаат доволно луѓе и треба, не знам, нешто #people of Mola се доради. Ја тоа сум го направил дека, не знам, дека верувам во твојата идеја, знам дека тоа е окей за мене и за мојот бизнис, тоа сум го направил. Значи, ако си затворен и не си отворен на нови нешта, тешко е, ќе бидеш многу едноставен, ќе видиш како сите и ќе те знаат само твоите, најблиски. Што те прави да се разликуваш од другите кои прават кафе? Искрено, кафето е голем поим. Знаеш како, има еден човек кажано дека кафето е исто како некој чоколада во маркетот. И нели чоколадото се состои од какао и не знам, некои 20% млеко и така натаму. Само што сите чоколада во маркетот нели не се исти. Имаат различни проценти на да не ги кажам брендовите, значи има чоколадо, се разликува може и со цена, но и чоколадо во иста цена не е исто. Значи сите се различни. Исто и со кафето. Секој кафе различно. Сега тука ќе пиете кафе на некој друг локал до мене или не е битно во улицава или подалеку е различно. И има кафиња комерцијални кои што не знам се секојдневни, секој може да ги пие и не знам, убаво е да се меша со млеко и да се прават експерименти со тоа кафе, да се додадат, да се направат хладно, топло и секакво, но има и специјални кафиња. Сега јас сум одбрал да бидам дел од тоа што повеќето ќе го сакаат, повеќето ќе биде почитуваат. Да. И мислам дека го достигнав тоа, луѓето веќе го сака овој занает, ова професија, овој бизнис. Да.
Ти благодарам Јасин за ова супер интервју, ти благодарам што беше отворен да ја споделиш твојата приказна со нас. Ти посакувам среќа и само напред. Јас ви благодарам и благодарам на вас на Слободен печат, што дојдовте, што го направивме ова интервју. Искрено се радувам, респект.